Стадион. Емисија за вашата вистина. Пандемијата отвори многу прашања, се вложија многу пари за истражувања како никош досега, и тие истражувања, особено тој аспект на генетиката, ќе придонесат за резултати кои што ќе помогнат во лекувањето не само на коронавирусот и откривањето на вакцината, туку сигурно и на многу други заболувања, ќе направат силен напредок и во многу други сектори во медицината. Прочитав лаички дека можеби во скоро време и ракот на тој начин со овие истражувања доста нови резултати се појавиле кои што ќе помогнат и во лекувањето на ракот. Како стојат работите во момент? Така, мислам, многу добра паралела направивте, бидејќи сите овие сознанија кои до сега ги добивме за екстремно брзо време во контекст на коронавирусот, од неговиот геном до развивање на првите вакцини, првите пилоти со вакцини, тоа е све на грбот на наука која се развивала една или две декади во минатото. Например, ние кога не би знаеле за Мерс и за Сарс, првите вируси, пред 10-15 години, не би знаеле кој од овој коронавирус, која би бил најдобар таргет за вакцина. А со самиот старт, со претходниот Сарс вирус, тоа знаевме дека спајк протеинот е најдобриот таргет за вакцина. И во истиот момент, кога се откри генетската секвенца на новиот коронавирус, во истиот момент стотици групи низ светот стартува со тој процес на припремање на вакцина со една или со друга технологија. Све тоа на грбот на декади на наука во минатото. Исто така, кога правиме паралела за канцер, кога оваа пандемија би настанала, например, пред 10-15 години, јас верувам дека во наредната година-две ние би биле заглавени во дизајн на вакцина, а не во примена на вакцина. Пред 10 години немавме технологија за 2 дена да го секвенционираме геномот на нов вирус. Би ни биле потребни сигурно неколку месеци. И после тоа би ги стартувале сите тие процеси на дизајн на вакцина. Во однос на канцер, јас барем компанија во оваа која ја произведува вакцината заедно со Pfizer BioNTech. Таа е локализирана во Германија и тие се буквално пионери во однос на персонализирана канцер терапија. Тие во изминатите 5-10 години работат на РНК вакцини за третман на канцер. И би рекол дека со еден огромен успех моментално ја туркаат таа технологија. И за нив вакцинава, барем според мене, изгледа како многу поедноставен е пристапот во вакцина против коронавирусот, бидејќи е само една вакцина, а при третман на канцер за секој пациент имат персонализирана терапија, односно за секој пациент имат по 10 вакцини кои ги прават на ново. Поедноставно. Да, и ова е многу поедноставно, го тестирале и сега го стават само во масовна продукција. Верувајте, имаат многу понапредни технологии и секако технологии кои се биле развивани во изминативе 10-20 години. Мислам дека тие се и идните добитници на Нобелова награда, тие кои што овој начин на нови дигитални вакцини, тоа дигитално доба се користи веќе и во медицината. Дигитални вакцини, векторски вакцини и традиционални вакцини, така се поделат. Буквално јас би ги нарекол дигитални вакцини, бидејќи еве и кај канцер и сега се тргнува од една дигитална информација за геномот на вирусот. И при канцер се тргнува од една дигитална информација и врз основа на таа дигитална информација се прави целосниот дизајн кој потоа се развива во некаква вакцина или некаков третман. Се појдува од тоа дигитално. Се традиционални вакцини се зема вирусот, се расте во клетки, се убива и буквално тоа е вакцината. Го давате во неактивна форма. Pfizer и Moderna се тие новите дигиталните. Тие се најновите. Тоа да го објасни. Би ги нарекол дигиталните. Има ли простор за страв, затоа што луѓето викаат и ќе ми влие у генетика, вамо таму, да тие стравови се појавија со тие вакцини, со тие третмани? Јас би рекол дека дури проблемот е обратен. Во изминатите 5-10 години немавме РНК вакцини, бидејќи тие се многу нестабилни. Во првиот момент кога ќе стапат во некаков контакт, тие се деградираат. И уствари 5 до 10 години се развива технологија за тие да се
да се постават во некој, како се вика, јас го викам во комбе за транспорт, за да влезат во самата клетка, бидејќи многу лесно се деградираат. И дури сега, кога ќе влезат во клетките, кога ќе ја примите вакцината, за неколку сати веќе ги нема. Но предизвикале се разградуваат. Се разградуваат целосно, бидејќи се толку нестабилни, но створиле протеин, еве на пример во мускулните клетки, сега тој протеин, тој таргет, тој спајк протеин од коронавирусот, имуниот систем го препознава и го напаѓа. Така да материјалот од таа еренка се губи за неколку сати. Буквално за неколку сати. Чи нема можност да влие после да... Никако да влие, бидејќи ние секако така функционираме. Ние имаме сите во нас над 200 типови на клетки, така имаме клетки на бубрези, на црн дроб и така натаму. И склопот на илјадници такви РНК молекули ја прават една клетка на црн дроб, една клетка на бубрек и така натаму. Тоа ти е дел од нормално функционирање на една клетка. И постојано имаме размена, деградирање, формирање на нови РНК молекули, тие никако не делуваат на генетскиот материјал. Доколку би делувале, ние не би постоеле. Сега не би постоеле ни бактерии, ни вируси. Добро, тоа го реши. Значи тоа се Pfizer и Moderna. Тоа е едината. Тоа е едината, дефинитивно според мене. Дали нешто е проблематично тоа што многу брзо или мораше брзо да се направат? Немаше доволно испитување. Тоа е едината, бидејќи оваа технологија е сега многу полесна, кога ќе излезат, излегуваат нови соеви. Да се направи за многу кратко време нова вакцина која ќе делува на тој нов сој. Со оваа технологија. И тоа е убавината на оваа технологија, бидејќи се смета дека доколку излезе нов сој и се утврди дека старија вакцини не делуваат, Например, него јужноафрички, њујоршки, делуваат и на него не толку силно колку на изворниот, ама делуваат и на него доколку настане некој сој во кој овие вакцини ќе имаат никаков ефект, нула ефект. Мислам дека за околу месец дена, барем такви се предпоставките, дека ќе се развие нова вакцина и ќе се применува нова вакцина. Тоа е значи моќта на оваа технологија. Тоа е моќта на оваа технологија, бидејќи многу лесно се припремаат нови вакцини. Векторски, што е? Тоа се полудигитално. Тоа се Спутник, AstraZeneca, а кинеските се традиционални. И Джонсон и Джонсон, така, веројатно. Основната догма во молекуларна биологија е ДНК, од ДНК се добива РНК, од РНК се добива протеин. А протеинот е буквално ефтината работна рака на клетката. Исто и на вирусот. Имуниот систем препознава протеини. Добро. Така? Така. И сега за да добиете имун одговор, вие треба да имате протеин во самата клетка. Сега, дали вие тој протеин ќе го добиете по пат на векторска вакцина, таа има ДНК, па од таа ДНК се добива РНК, повторно се добива РНК. Истата РНК и од таа РНК се добива протеин. И тој протеин имуниот систем го препознава. Со РНК вакцините го немаме делот со ДНК, туку директно даваме таа информација, се добива протеин и сите вакцини поминуваат низ истиот пат, освен овие со инактивиран вирус кои директно даваат протеин и некои нови вакцини кои директно го вбризгуваат протеинот и така се добива Каков е тој вирус од човек, од животно, од полумртов, заспан, полузаспан? Не, тој е буквално истиот коронавирус. Тој се расте во клетки надвор од луѓе. Има посебни клетки, буквално тие се како резервари, во нив се расте вирусот, како некој хранлив медиум за вирусот. Како расат за нешто, да. Буквално така. И кога се расте, кога ќе добија доволна концентрација на вирус, има реагенси со кои го убиваат тој вирус, го прават неактивен, го прават неспособен да инфицира и после само го вбризгуваат. И така се добива, и тоа е најтрадиционалниот пристап на добивање на вакцина, бидејќи е многу едноставен. Го растете вирусот, го земате, го убивате и го вбризгувате. А па најстарата технологија имате ослабнат вирус, го растете вирусот, ги променувате неговите својства и после го давате како вакцина. Али моментално за коронавирусот таа технологија не е соодветна, бидејќи овој вирус еволуира, па не знаете дали таков ослабнат вирус после неколку месеци употреба на вакцината дека ќе еволуира во некој друг. Затоа се дава некои од кинеските, сега индиската вакцина, потрадиционалните вакцини буквално го убиваат вирусот и тоа е еквивалент уствари на вакцината. И така се дава тоа како вакцина. Комуновски, веќе објаснивме какви се вакцините, сите тие информации кои што им се неопходни на луѓето за да се одлучат да се само вакцинираат. заборавив, векторска вакцина.
Разликата е како ја доставувате вакцината во самиот организам. За РНК вакциниве тие се околу се ставаат во едни како масни капки. Кога спремате дома тестенини и ставате масло, гледате масни капки се спојуваат. Да, така. Исто буквално така РНК-та ја ставате и масни капки околу неа се спојуваат и така се уствари тоа е развојот на таа технологија и преку тие масни капки таа влегува во клетките и после тој протеин се експресира кај векторскиве. Буквално еден од гените за спајк протеинот од коронавирусот се става во друг вирус, аденовирусен вектор се вика тоа, кој секако нема способност да зарази никој. И се користи буквално како транспортер да го однесе само тој ген во клетката и после од него ќе се добие РНК, ќе се добие протеин. Разликата е само дали вие вакцината ја пакувате во автомобил или ја пакувате во некој камион. Тоа би било паралелно. Ајде го рачистиме тоа околу опасностите. Ајде. Најлаички. Ако ме праша некој, пренесувам тоа што ми е кажено. Наједноставно. Од вакцина не може да се умре, од вирус 50-50 не се знае, односно од тоа ако се заразите со коронавирус. Значи да рашистиме тоа околу опасностите од вакцинирањето. Значи, сега реакции. Првите има милион и тоа не е расчистено. Може би тука и бизнис, може би и геополитика и така натаму, но на удар беше AstraZeneca, па после се појави информации дека смртноста на Pfizer или последиците од Pfizer се поголеми од колку AstraZeneca. Нема доволно информации, например, за Спутник, за кинеските и така натаму. Генерално, што можете да кажете околу тие последици? Дали може буквално така да се каже, од вакцина не се умира, од вирусот, ако се заразите, Господа ве чува. Дефинитивно, математиката е многу едноставна. Доколку се заразите, а доколку не се вакцинираме, сите ќе се заразат со вирусот. Дали сега, дали за неколку месеци, дали за година дена, тоа е неминовно. Дека сите ќе се заразат за вирусот, зборувам за сите луѓе кои немаат некаков имунитет. И кога се развива некој лек или некоја вакцина, патем вакциниве не се развиени за брзо време, туку поминале низ сите тие пристапи и мерки на контрола кои било која вакцина и било кој лек поминува. Но сега компаниите презема многу поголеми ризици, владите финансира, многу полесно се регрутира луѓе за тие студии, дека релативно комплицирано е вие да регрутирате 50 на 1000 луѓе во една студија. Ама кога си има пари... Ама кога се има пари, кога се има интерес, глобален интерес е многу полесно. И затоа на многу студии им треба неколку години само за да ги регрутираат тие луѓе. И тоа е разликата. Инаку вакцините си поминат низ истиот стандарден пат и истиот стандарден процес со истата таа ригорозност во однос на опасноста. Знаеме дека зараза со SARS-CoV-2 и доведување на болеста COVID-19, голема разлика прави старосната граница. Колку постари се заразените, толку поголема е веројатноста за смртност. Сега не ги знам на памет бројките, али знам дека за возрастна граница над 70-75 години, смртноста при COVID-19 е некој 15 на 20%, 1 во 5. Кога идеме кај помлади луѓе, например да земеме моја генерација од 30 до 39 години, таа смртност е 0,05%. А веројатноста за силен несакан ефект од вакцината е неколку стотици или неколку илјади пати понизок од тоа. Зборувам и за млади, а камоли за постарите. Затоа викам, математиката е многу едноставна и зборувам за несакан сериозен ефект, не зборувам за смрт од вакцината. А тука, кога разговараме за COVID-19, да разговараме за смртен исход. Затоа математиката е многу едноставна, придобивките од примање на вакцината се многу поголеми од непримање на вакцината. Бидејќи првата вакцина што ќе ви дојде, таа е најдобрата вакцина за вас. Бидејќи нели низ медиуми се разговара, оваа вакцина има толкава ефикасност, оваа прави бустира повеќе, оваа има толкава ефикасност, само кога мислам дека и малци и фармацевските компанија и владиве не ја пренесоа добро таа информација, таа ефикасност се калкулира како ефикасност за заразување со коронавирусот. Например, имаме вакцинирани и невакцинирани луѓе, вакцината има 95% ефикасност, така? Односно, вакцинираната индивидуа
при ист контакт со некој заразен со коронавирус има 95% Заштита. помала веројатност да не се зарази отколку невакцинираниот. Тоа е 95% ефикасност, ама да не се зарази. И доколку се зарази, симптомите ќе бидат многу благи. Се извинам на терминот, ќе поминете со мрсули само или со затнат нос. Хоспитализација е многу А тешка. ефикасноста на сите вакцини е 100% кога се работи за хоспитализација или за смрт. За тешка клиничка слика како се. Да, за смрт е 100% на сите. Доколку нели се поминат сите тие, доколку се земат двете дози, доколку помине недела, две, зависно од вакцината, откако ќе помине тоа време, ефикасноста е 100% кон смртен исход. Не ви гарантира тоа дека нема да се заразите. Диаметрално е намалува веројатност да се заразите, но и доколку се заразите, ќе поминете со многу благи симптоми или со никакви симптоми. Имате една идеја излеговте. Ево, говорите на прашањето зошто треба сите да се вакцинираат. Тука е проблемот богати и сиромашни, мислам дека не може никој да биде себичен и на тој начин некој богат да се заштити. Богатите може да се вакцинираат сите, меѓутоа, ако вирусот се остави да живее во посиромашните средини, тој може да мутира и овие вакцини да не може да го наваксаат, например. А во оваа глобализација никој не може да исклучи дека од сиромашните тој вирус мутиран многу лесно би дошол пак во Америка или во Израел или во било која богата држава која што успеала да се вакцинира целосно. Така, јас цело време тврдам дека ова е глобален, дека ова е светски проблем и сите стратегии треба да се дизајнираат на светско ниво. И се биш остане помага. Дефинитивно не помага и многу е поимливо. Не знаеме. Тоа е како во фирма, газата ќе се вакцинира, а работниците Да. 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 И е многу поимливо дека во некој друг дел на светот ќе еволуира некоја друга верзија на вирусот која би имало некаков ефект и на вакциниране и на невакциниране. Сега богативе земји, гледајќи ги овие депресивни трендови моментално, веројатно напоменав, за многу брзо време се спремаат и нови вакцини кон нови слоеви, па веројатно богатите земји имат повторно пак би имале пристап кон тие вакцини и малку доаѓаме до една дисбалансирана, до нефер светска популација која мислам дека со корона пандемијава некако излезе на виделина, дека секоја земја гледа за себе, дури секој регион на светот гледа за себе, ни се јави тоа нели исконското, трибалното, племенското, дека прво за себе па за другите, и се изгубија сите вредности кои и Европа и Америка и останатите земји ги проповедаа. Стадион. Емисија за вашата вистина. Бидејќи највисоката старосна граница се наоѓа под највисок ризик за смртен ишод, затоа треба да ги вакцинираме нив први. И откако ќе ги вакцинираме сите во таа старосна граница, ние буквално барем 50% од сите хоспитализации, сите смртни исходи ќе ги намалиме. Бидејќи нели рековме вакцината има 100% ефективност кон смртен ишод. И вие кога ќе вакцинирате таа една група на луѓе со највисок ризик, понатаму ви останува да го вакцинирате само постепено, исто така по возрастни групи, од повисока кон пониска, остатокот од населението. И така лека полека и да го стеснувате ланецот на пренесување на вирусот, а исто така и да го стеснувате ланецот на хоспитализација и на смртни исходи. А тоа е, нели рековме, најголемиот проблем со оваа пандемија. Големиот број на смртни исходи, со кои најголем дел од медицинските системи во светот не се спремни да се справат. Тоа ни е најголемата цел при оваа пандемија и со вакцините и со сите мерки да се намалат хоспитализациите и смртните исходи, а не да се намали заразата. Вие доколку и се заразите и имате благи симптоми, тоа не треба да представа некаков проблем, тоа се постигнува со вакцинација. Тоа е поентата. И затоа треба така постепено да се иде. Тоа го прави нашиот систем или се обидува да го прави? Па за сега мене ми изгледа дека го прави само декларативно, бидејќи имаме и одредени групи на луѓе и со имунитет и без имунитет, кои некако заземаат предност пред старите. Јас дефинитивно со првите 100-150 илјади вакцини видел без никаков компромис од највисока старосна група према пониска старосна група. група. Не по структура на вработени, полиција, школство. Би ги вакцинирал, а тоа и се направи, медицинските лица со највисок ризик, буквално, кои постојано стапуваат во контакт со вирусот, бидејќи
доколку тие се заразат и доколку се помлади, има веројатност да го пренесат на постари, бидејќи тие се наоѓаат во некоја постојана ситуација на висок ризик. А генералното население, нормална популација во една земја, се наоѓа на среден према низок ризик за зараза, зависи кој колку се социјализира, колку излегува од дома и така натаму. И секако врз основа на тоа треба да се носат тие одлуки, така да во Македонија изгледа дека се оди со таа стратегија, моментално исто така ми изгледа дека само парцијално се применува таа стратегија. Математиката што покажува, споменавте? Македонија ќе бидат доволни 300.000 вакцини за да се покрие целата популација. Затоа што ако ги користиме тие бројки, множење на заразени официјално, па неофицијално, излегува дека ние можеби 700-800.000 веќе на еден или на друг начин сме го поминале коронавирус. И веќе, ако пописот е актуелен сега, ако не нема повеќе од 1.200.000, 1.500.000, да зависи дали 75 или 95% треба за колективен имунитет, или 85, се извинувам. Вака, кога се работи за британскиот сој, а во Македонија, според сознаниите во мојава лабораторија, барем над 98-99% од сите позитивни моментално, ново диагностицирани позитивни се со британскиот сој. И затоа го гледаме и овој. Тоа да го речитаме, имаше едни изјави дека британскиот не е поопасен од претходниот, ама многу брзо се шири. Сега, завчера излегува канаджански лекови, беше дека е многу поопасен и брзо се шири. Дека прави тешки клинички слики. Па сега излегаат други информации дека лошо ги бројат, не ги лекуваат како што треба. Дека има некоја збунка. Не, од самото откривање на британскиот сој во Велика Британија, ние знаевме со сигурност дека има зголемена преносливост, 30 до 70% зголемена преносливост. Самата зголемена преносливост носи зголемена инциденца на смрт, така? Ако требало да се инфицират 1000 луѓе, со смртност некоја од 1%, а се инфицираат 1500, де факто вие ги зголемувате смртните исходи. И плюс на тоа, сам по себе вирусот води до поголема смртност, некоја 30 до 90%. На 1000 инфицирани луѓе, ако 1% со изворниот сој имаат смртен исход, со британскиот сој ќе имаат 1,5% смртен исход. И кога ќе ги комбинирате сега тие две работи, зголемена преносливост и зголемена, се вика таа инхерентна смртност со самиот вирус, ги добивате овие повисоки бројки и на заразени и на смртни исходи. А тоа, сите овие информации се знаеа во првиот момент Велика Британија кога го откри вирусот. За неколку недели знаевме дека преносливоста е зголемена и најверојатно дека и морталитетот е зголемен, и понатаму и во други земји. Мислам дека прво во Данска исто така се потврди тоа. Се направи и еден куп студија во Велика Британија и сите одеа во таа насока дека и смртните исходи се зголемени. Колку не бидат потребни? 300.000 вакцини доволно се? Односно 300.000 вакцинирани луѓе или 300.000 вакцини се премалку, бидејќи треба да сметаме дека треба да се вакцинира населението без имунитет, така? Кои не се заразиле во тек на оваа пандемија. Ако земеме дека тие луѓе се најмалку 500 до 700.000, 2 дози на вакцини, тоа би биле околу 1.000.000 вакцини. Луѓе со малолетните добро. И до тоа ќе стигнеме. Луѓе со одмината инфекција, добро би било да се вакцинираат со една доза, за да добијат буст на нивниот иницијален имун одговор. Нема никаква потреба со 2 дози да се вакцинираат, бидејќи втората доза не води до никаква придобивка, не води до никаков бенефит. Ако тестирате антитела на луѓе кои имале мината инфекција, примиле една доза или примиле 2 дози, тие со една или со 2 дози имат потполно изброј на антитела. Да не се троши, значи... Така, треба да бидеме рационални и разумни. Треба ние да достигнеме до некаков имунитет со изворниот сој околу 70%, ама сега бидејќи имаме нов британски сој, кој многу полесно се пренесува, најверојатно таа бројка ќе треба да биде некаде 85 до 90% од населението. Без разлика дали се работи за стари, млади, 90% од населението или 85% од населението ќе треба да има некаков имунитет. Дали преку вакцинација, дали преку природна инфекција, дали преку комбинација, ќе треба
Секако, кога ќе достигнеме ние некои повисоки бројки, ќе се стеснува тој ланец на трансмисија. И сега го гледаме, секоја епидемија или секој бранс има свој пик и после има своје опаѓање. Како се зголемува бројот на луѓе со некаков имунитет, така така се намалува веројатноста да се пренесува вирусот понатаму. И затоа нели има сега дебати во Велика Британија, во Европа, дали да се иде со стратегија на една доза на максимум на луѓе или со дури две и дози. мешање на различни вакцини, и тоа е Да. сум го прочитал, дека може од едната, првата доза од едната, втората доза од друга вакцина некаде. Тоа е многу поимливо, има смисла, ако ги земеме, например, Спутник вакцината. Таа е хетерологна вакцина. Иако се работи за векторска вакцина, векторот во едната доза е еден вирус, векторот во другата доза е друг вирус, друг аденовирус, односно се разликуваат. Но треба да има студија за тоа. Мене, например, не ми се допадна пристапот на Германија, во кој тврдат, окей, сите имунизирани со една доза од AstraZeneca треба да примат втора доза на Pfizer или на Moderna. Нема ни една студија која тврди дека има бенефит од тоа. Јас верувам дека ќе има. Според сите сознани, ама ако одиме со медицина базирана на докази и ако одиме со имунизирање на милиони луѓе, треба да имаме некаква позадина. Ајде да прочистиме ова. Каков имунитет се стекнува со прележување и каков со вакцинација? Што е тоа клеточен, кратко да кажете, имунитет или целуларна меморија, клеточна меморија? Да. Ако веќе има клеточна меморија, зошто да се вакцинираат тие луѓе? Клетката го препознава вирусот и ќе реагира соодветно. Зборувам за тие кои што прележале. Така е. Излегуваат сега некои бројки како луѓето со одмината инфекција тоа е еквивалентно како да примиле некоја вакцина со 70-80% ефикасност. Така испаѓа и сега втората, односно кај нив првата доза на вакцина, преку еднодозно вакцирање, би ја подигнала таа ефикасност за некои 10%. Наместо 80 би имале 90% ефикасност. Односно тоа би било како еквивалент на некоја добра вакцина, пример, како Pfizerovата или вакцината на Модерна, која има 95% ефикасност, но и кај луѓето со одмината инфекција сега се прават студии повторно. Не е непоимливо тие да се заразат повторно, но ќе имат поблаги симптоми и ризикот за смрт ќе им биде скоро еднаков на нула при повторна зараза. Бидејќи имуниот систем така функционира, при секое следно препознавање се формираат нови антитела, се формира нова реакција, има одредени мемориски клетки, тие мемориски клетки дел од нив произведуваат антитела, тие се викаат Б мемориски клетки и понатаму се претварат во плазма клетки кои произведуваат антитела, но има и Т клетки кои се мемориски. Тие клетки или директно го убиваат вирусот или клетките инфицирани со вирус, буквално се врзуваат за нив и ги убиваат, или има друг тип на војници. Кои се војници, директно како една армија на војници го убиваат вирусот, ама има и едни други Т клетки кои се буквално како ги вика, кои се буквално медиатори кои ја пренесуваат, кои се радиоврската помеѓу овие Т клетки и Б клетки. На сите им викаат ти нападни таму, ти произведи сега антитела преку мали молекули, тие се викаат цитокини, интерлеукини. Од таму е тој терминот цитокинска бура. Што цитокинска е пресилна реакција на... Тоа е пресилна реакција, односно радиоврската е премногу јака и некохерентна и на Т клетките. Војникот наместо со пушка пука со тенк и прави голема штета. Токму така, бидејќи добива премногу информации од страна на радиодописниците. И тука што треба да се спречи такви можности. Тоа е многу... Тоа кај кој случај? Кај луѓе со силен имунитет, кај спортисти, кај... Не, мислам, не знам јас веќе луѓе како дефинираат силен имунитет, треба повеќе да ја користиме фразата адекватен имунитет. Дека силен имунитет не е добро, води до цитокинска бура, а слаб имунитет исто така не е добар, бидејќи нема да се справите со самиот Точно вирус. тоа дека како ти било нацртано кога ти пренесувале родителите материјали, како ти е нацртана генетиката, така индивидуално. Има тоа не ли се врска. испитува тоа?
Има тоа врска и Од сега утврдено. слушам дека бараат информации зошто некои луѓе тешко поминуваат, зошто некои лесно, и тоа генетиката го, за да може да помогне понатаму во третманот на луѓето кои ќе се разберат. И тоа се знае и од генетски аспект, кога ќе се разгледат сите тие работи, откриени се кои се тие гени, кои се тие мутации. И сите тие се дел од имуниот систем, од таа прва борбена линија на имуниот систем. Ага. И кај тие луѓе кои имаат посериозни компликации, не кај сите, ама е збогатено кај таа група на луѓе, овие мутации, има збогатување на ниво на популација ако се гледа. Води до несоодветен имуноодговор, дали преблаг, дали пресилен, дали несоодветен, и затоа имаат зголемен ризик за сериозна болест тие луѓе. И е многу интересно, бидејќи имуниот систем, така и канцерните имуни терапии се развиени моментално. Например, при канцер, истото и при инфективни болести. При канцер имуниот систем сега цело време се вика тоа атенуација, ослабнување на имуниот систем, односно изморување, се викаат exhausted T cells. Аха. Се изморуваат тие клетки, тие иницијално го напаѓале туморното ткиво и сега се изморени, и сега имуната терапија буквално вадење на таа блокада на изморување и повторно тригерирање за да го нападнат. Аха, И тоа е буквално обратно од цитокинска бура. Ризикот од имуна терапија е предизвикување на цитокинска бура. Значи, И сега и самиот имун систем си има си има блокади и си има... Па тоа е проблемот, ќе цело време се зборува зошто немаме прецизни протоколи, а Хрватска, почта другите држави или никаде немаат прецизно протоколи на лекување, односно на згрижување на... Според моите сознанија, бидејќи пак сум молекуларен биолог, ама постојано разговарам со докторите кои се на прва борбена линија во ковид центрите, на светско ниво има протоколи. Или барем има насоки на протоколи и се знае како треба да се третира еден пациент. Барем и од нека Американска лекарска асоциација има разни протоколи, се знае. За таков и таков тип на пациент, со таков и таков тип на маркери треба да се оди со тоа. Таков и таков треба да се оди со тоа. Стероидна терапија за тие пациенти, таква и таква терапија за тие пациенти. Веќе има некои протоколи, не се сега како например за срцеви заболувања, доволно развиени тие протоколи, ама има една рамка врз која треба да се делува. И мислам дека Такво нешто нема. барем во Македонија ја знаеме таа рамка и требало до сега да се стандардизира некако. Некои тврда дека е стандардизирана, ама искуството диктира дека не е стандардизирана. Соматични лекари, премногу антибиотици препишуваат, дали од страв, дали некој вели не треба антибиотици, некој вели превентивно пи, сума меди пи, сами тука направија. Да, ама како е тоа превентивно? А не, ја не знам, Да. ви кажувам, тоа го сте го слушнали и вие. Да, еве, например, јас и ти се гледаме, така, и имаме клетки на нас, ама не знаеме дека на нас имаме и бактерии, и бактериски клетки кои ни помагаат во секојдневието, корисни. кои се многу корисни, и тоа со односот на хумани клетки, бактериски клетки 1:10, или 1:100. Имаме 10 пати повеќе бактериски клетки на нас, отколку хумани клетки. Односно, ние сме повеќе бактерии отколку луѓе, ако гледаме така. И вие сега, ако дадете антибиотик и ги убиете тие бактерии кои на вас ви помагаат во секојдневието, кои се корисни, кои, например, помагаат во горен респираторен тракт, долен респираторен тракт, дигестивен тракт и така натаму. Вие ако ги убиете од сам старт, тргате еден дел од таа армија која помага на телото како систем. Ве разбирам. И затоа антибиотици треба да се дадат само доколку има индикација. Например, јас знам дека сите пациенти кои се третираат кај нас, дека антибиотици им се дават само доколку има индикација за секундарна бактериска инфекција. И ние тоа го тестираме и пред корона пандемијата го тестиравме. Преку PCR исто, 33 микроорганизми, вируси и бактерии детектираме дали има или нема во примерот. Добро, докторе, дали мислите дека жените имаат поголема веројатност да страдаат од посериозни несакани ефекти од мажите? Ова е веројатно на короната и воопшто на вакцинирање. Од короната, да. Ама па нели жените помалку заболуваат од короната?
Да, со короната мислам дека статистиката оди во обратната насока малце. Аха. Објаснување за тоа нема некое. Сега кога се работи за разлика во Може влијание жените се подисциплинирани, како во сообраќајот. и кога ќе се земат тие Социјалниот аспект може да се. кога се земаат сите тие, кога се прави статистика во наука, во една студија, тие се викаат confounding фактори, коваријати. Се земаат сите тие во обзир и повторно се прави споредбата Миксуваат после. и се земаат во обзир дали има некој Да. социјален ефект, дали има ваков ефект, дали има таков ефект, се отфрлаат тие ефекти и откако ќе се отфрли се тоа се гледа дека повторно има разлика помеѓу половите. Се отфрлаат тие коваријати постојано. Кој е објаснувањето кога се работи за разлика помеѓу полови, сите А има ли викаат врска тоа хормонскиот дел, ама дали е тоа со или не? крвната група има ли врска? Нулта позитив се позаштитени, поотпорни. Доколку има врска, најверојатно има некаква врска, али е многу мала и јас би рекол ирелевантна. Дали да с тоа го објасните, дали да се вакцинирам ако сум ковид прележал? Не доживав. Колку време, нели претходно тврдевме 3 месеци барем да бидат изминати од инфекцијата, но сега според последниве студии 1 месец да биде изминат од Може да се. од инфекцијата, оке би било да се вакцинираат тие луѓе кога не би имало дефицит на вакцини. Добро, тоа го објасните. Да. При дефицит на вакцини секако треба да им дадеме Не доживеав никакви несакани ефекти. Дали тоа значи дека мојот имунолошки систем не реагираше, дека вакцината не работеше? кај голем број од самите студии ние во фаза 3 знаеме дека солиден процент, сега не се сеќавам, али мислам дека е околу 20-30% од сите испитаници нема никакви ефекти од самата вакцина. Нема никакви симптоми, не ефекти, немале никакви симптоми. Предлогот, за да имате свој мир, да си направите еден тест за антитела, да видите дали имало имунодговор. Друга дилема, што сега се Јас за себе знам дека сум Со имал Pfizer се- и кога сум имал и како тој имуноодговор ми се зголемувал или намалувал во овие изминати неколку недели од како ја примив и втората доза. друга ват, колку траат антителата? Или антителата треба да се тренираат ако се во контакт? Колку траат се билда. антителата или колку трае имунитетот? Значи, две различни прашања, тоа го објасните што значи клеточен, што значи... Бидејќи антителата се дел од имунитетот. А, И се знае, мислам, во изминативе 100 години, не 100 години, ајде помалку, изминативе неколку декади, се знае дека при една инфекција имаме бурен одговор со антитела и во текот на времето тие антитела паѓаат. Но при втор контакт со таа болест, тие мемориски Б клетки, односно таа фабрика, повторно произведува нови антитела. Така да бројот на антитела е релевантна информација, ама не треба да се смета како црно или бело, дали имате или немате имунитет. мотор, тогаш зошто би се вакцинирале тие кои што прележале? Тоа е едно лаичко прашање. Ако веќе имаат, они зошто ги трошат вакцините? За додатно да се Осигураат. за додатно да се осигураат. Ви реков за тие додатни 10% во ефикасност, ама тоа е само доколку немаме дефицит на вакцини. Да, добро, само да прашам уште колку ќе трае. Еве сега излегува некои информации, Pfizer вели 6 месеци ќе трае нивната вакцина, за Спутник 2 години, кинезите 2 години. Има ли тука точна информација или се уште се експериментира? Па зависи како го пресметуваат тоа колку ќе трае, еве ако земеме природен имунитет. Или ќе биде сервис, ќе мора секоја година да се вакцинира. Јас мислам дека најверојатно ќе мораме секоја година да се вакцинираме со една доза, една буст доза, која ќе се дава во контекст на кој локален сој е најзастапен. Например, во Македонија, доколку еден сој е најзастапен, ќе примаме вакцина против тој сој, или ќе се направи, ќе идеме кон пат на некоја поуниверзална вакцина која ќе делува на најголем дел од соевите или предпоставени соеви кои би се развивале во иднина. Ајде да завршиме со кратко приватното здравство. Не јавите вие дека ќе ги намалувате цените. Има многу прашања околу цените. Вие сте, да разбира, приватен бизнес, меѓутоа медицината има јавна одговорност, има силно јавно значење. Околу цените на лабораториските услуги, вие сте од лабораторија, колку треба да чини еден тест, колку треба да чини лекови или како се велат тие суплементи за имунитет. Многу скапи се тие работи. Дали
тука може нешто да се направи, или работата е многу по-комплексна, треба да се разговара на ниво на држава, на ниво на фонд за здравство, да се покријат сите тие работи од осигурањето. Има и приватно осигурање, меѓутоа тоа приватно осигурање е многу поскапо. Да, овие прашања се многу болни, поготово во ваква ситуација каде Многу се болни пандемијата. и знам дека луѓето многу силно реагираат на овие проблеми. И јас од моите студентски денови, од пред 15 на години, кога студирав молекуларна биологија, сите ми вика, молекуларната биологија е многу скапа наука. Скапа. Исто така и модерната медицина е многу скапа наука. Посебно во приватен сектор, во кој вие постојано инвестирате во нов кадар, во нова опрема за многу побрзо време, барем отколку, ајде да зборуваме за балканското јавно здравство. Кога се работи за пандемија, сега ова е мое мислење како на Горан Кунгуловски, тоа пандемијата е национален и светски проблем и за јавното добро треба да се бориме сите. И бидејќи треба да се бориме сите, треба да се направи една стратегија национална во која сите ќе бидат инволвирани, и јавното и приватното здравство. И ќе се направи една стратегија во која на луѓето во Македонија ќе им се дадат сите опции. Најоптимално би било тоа која би било покриено од фондот за здравство. Бидејќи нели сите плаќаме здравствено осигурување и сите треба да подеднакво да добиваме здравствена нега. Во однос на цените, приватните болници не се, напоменав, модерната медицина и биомедицина се многу скапи. Луѓето сега највеќе тоа го утврдија со ковид пандемијата, но и претходно цените и на операции, на третмани. И министерот сето тоа што го има во Жан Митрев и во Систина го даваме и го има во државното здравство. Па дури се споредуваат и цени. Сега фондот нормално е малку така со парите треба подсиција да биде, макар што во фондот до сега како дупка без дно беше во изминатите 30 години се однесуваше и многу пари се трошеа, многу информации имаше за корупција таму. И тоа велат, ние, тој Вучик го кажа завчера, 200 евра е ден. Во приватните од 600, во приватните болници од 600 до 1000 евра. Ме разбирате, драстични разлики во цените. Да, ма сите тие имаат поинакви модели на функционирање и на финансирање. 200 евра е вие доколку земете амортизација на постара опрема или кадар кој не знаеме од кој извори добива плата, така? Дали од тие 200 евра кадарот ги добива платите или има некој друг извор на финансирање за добивање на плати? Кои се разликите во платите? Како функционира тоа све? Затоа во тек на пандемија, во која јавното добро е есенцијално и примарно, требало од самиот старт да се направи една стратегија и овие и сите овие аспекти од самиот старт на пандемијата да бидат јасни. Како луѓето ќе се третираат, како ќе се тестираат и тоа буквално да биде јутилитарно, односно најголем дел од луѓето да имаат најголем дел од бенефитот. Јас мислам дека, али пак е тоа најверојатно ради недостаток на комуникација. Па добро, во јавното здравство веќе високи плати се имаат докторите. Некојаш не сте помислиле подобро да бидеш специјалист во државното колку во приватното, затоа што приватното мора да ги извади тие пари. Да. Ама пак мислам дека е недостаток на комуникација, бидејќи од самиот старт на пандемијата не седнавме сите заедно да се фокусираме да го разбудиме да разговараме дебата, треба да разговараме за една стратегија со која најголем бенефит би имале најголем дел од граѓаните во Македонија. Се остави на секој посебно да си функционира и во една пазарна економија како оваа моментално. Тие се реперкусиите од тоа. Дефинитивно тоа ќе намалувате цените за лекување од корона. Бидејќи јас немам никакво влијание врз пазарната економија, мислам дека излезе официјална информација дека цените се намалени, но исто така и доктор Митрев напомена дека малце истигнаа дезинформации до јавноста за тие 12.000, 20.000 евра или не знам колку. Сега, да. Еве јас ќе споделам моје искуство за мои блиски. Тие 12.000 евра беа депозит
И кај голем дел од пациентите, А не се случаја. повеќе од пола од тие пари се враќаа кон самите Чи фамилии. не било 12, туку 60, например. Тие од сите мои разговори во однос на прагматизмот на тоа како функционира едно интензивно оделение, вие доколку имате некаков депозит, не ви треба многу време да се убедувате за иден третман со фамилијата. Туку Да. само ги информирате дали се согласувате, Имате резервари од имате него. резерва, имате Да. покритие за да реагирате за најбрзо време, бидејќи некои пациенти доаѓаат во окей состојба, но во рок од неколку сати таа состојба захтева некои посилни мерки. Сега некои од тие посилни мерки се поскапи и треба да се консултирате со фамилијата на тие пациенти. И вака консултациите и разговорите и дискусиите со фамилиите иде многу побрзо, но поради притисокот на јавноста, сега тие депозити се намалуваат. Господине Кунгуловски, да завршиме со генетика. Почнеме со генетика. Може ли проекција така хуманоидни науки, постоја роботоидни, како ќе на печатари ќе се печатат како за колите, како за автомобилите, ќе се печатат човечки органи и човечкиот век ќе биде бесконечен. Малку Жил Верн до пред колку време, ама бил во таа работа. Јас многу сакам да мислам на таа тема. Не, видите, мобилниот телефон јас сум малку повознесен, ама ја не ни помислува пред колку време дека вака денеска може да функционира. Ама многу брзо се случува таа и не сме ни самите свесни ги прифаќаме. Па мобилниот за телефон- пералната 18 години требало за машините за перење да ги прифатат како нова технолошка. А нели мобилниот телефон го сметаме како додатен орган, така? Да, да. Како да е дел од нас. Не е непоимливо. Што каже оно од генетиката, тоа е ваша специјалност? Што ќе се случи во блиска иднина, не во Во блиска иднина, па еве со очите нема да има проблеми луѓето, слепилото ќе се лекува. некои од врвниве геронтолози предпоставува дека првите луѓе кои ќе достигнат еве да земеме меѓу 500 и 1000 години, Колку? 500 до 1000 години, најверојатно се моментално родени. Сега тоа нема да иде на брзина, туку ќе оди зголемување на тој лайфспен за 10 години, за 20 години, за 50 години, за 100 години со разни модификации. И јас барем така мислам дека во наредниве 100 години луѓето кои ќе достигнат до таа илјадарка, а понатаму и до дигитализирање и на свести на сите тие работи, се веќе родени или ќе се родат во наредна декада или две. Ова е за плашење или е за радување? Или како и секоја технологија, нови изуми, пола-пола е. Па цело време е пола-пола. Мене ми се барем многу возбудливи овие работи, посебно, например, пренесување на дигитализирање на свест, например. Сега се работи на проекти, прво кај глувци, сега и кај луѓе на аутопси, буквално се мапираат со тенки слајсови, микроскопски, се мапираат сите врски помеѓу невроните. И со тоа буквално сака да направат една мапа на еден мозок. А во мапата на мозокот се наоѓа сето знаење, сета љубов, сите односи на една индивидуа, така? И сега кога го имате мапирано тоа, има простор да го дигитализирате, али моментално ние немаме развиено толку силна дигитална технологија за да го пренесеме. Тоа се смета дека за да се мапира и да се складира информацијата од еден мозок, ни треба меморија на складирање. Мислам дека неколку пати повисока отколку се вкупната меморија компјутерска моментално во целиот свет. Ама ќе се развијат и тие технологии. Добре, Со квантно да компјутирање и такви По-вулгарен, ама треба и нови модели сега. Автомобилот може да го одржувате вие 200 години, му менувате делови. Ама Форд треба, Форд нешто друго да произведе. Значи моделите се менуваат. Тука ќе луѓето ги нема нови модели, ќе треба некои нови модели да произведува. Па ќе треба некои нови модели да произведува. Вие кои имате дигитализирана свест, ќе излезете од пранги на биологијата, Каде е така? метаморфоза, каде е? Ќе излезете ви Еволуција. од биологијата и нема да бидете зависни од биологија. И тоа е, мислам дека ќе има таква еднина која ќе биде дали за 100, 200 или 500 години, доколку истуркаме во наредниве 500 години, знаејќи како луѓето може би заради функционираат. тоа и мас делуваат. пара нови простори сега луѓе ќе населува на други планети Да, заради таа долговечност. да. Благодарам доктор Горан Кунгуловски. Драго. Благодарам и на вас.
Стадион. Емисија за вашата вистина.